Почитувани, СДС и Филипче на различна фреквенција. Како се стекнал Филипче со златна виза? СДС и Филипче имаат различни ставови за златната виза. Прво велеа дека нема златна виза, па Филипче призна дека има златна виза. СДС упорно го брани, а Филипче ги демантира нивните напори. СДС и Филипче се во тотален хаос. По низа скандали со нивни членови со дрога имаме молк, а за потеклото на златната виза повторно молк од СДС и Филипче. Денес повторно прашуваме како Филипче се стекнал со златна виза? Дали преку инвестиции во Дубај? Дали е ортак со заев за градење на 50-катница во Дубај? Дали Филипче има добиено златна виза со инвестирање над $500,000 во Дубај? Исто така, за добивање на златна виза треба потврда од Министерството за здравство од Обединетите Арапски Емирати за студирање медицина. Го прашуваме Филипче, дали има студирано медицина во Дубај и ако има, кога? Дали има потврда од Министерството за здравство од Обединетите Арапски Емирати? Почитувани, доколку Филипче не даде потврда за студирање во Дубај, тогаш Филипче треба веднаш да се извини на македонската јавност, да си поднесе оставка и да одговори како стигнал до златната виза за Дубај и со кои пари. СДС и Филипче тонат секојдневно во нови скандали. СДС и Филипче се демаскирани и прочитани. СДС и Филипче се синоним за неспособност, криминал и корупција. Ви благодарам. Доколку имаме прашања, повелете. Коментар за обвинувањата на Таравари за приклучување на положбата на албанците и неговото незадоволство што Македонија стагнира на патот кон ЕУ. Благодарам на прашањето. Вечерва партијата ќе има редовна седница на извршниот комитет на која што ќе се разговара и за ова прашање. Демантираме дека досега било разговарано за било каква размена на министерства или ресори или за тоа кој ќе го преземе Министерството за здравство. Тоа не е вистина. Што се однесува до самиот Таравари, би сакале да го истакнеме следно, а тоа е од оние активни учесници во владата. Може да се дознае дека господинот Арбен Таравари навистина бил активен учесник на овие состаноци, но на тие состаноци господинот Таравари никогаш не разговарал за законот за јазици, никогаш не разговарал за законско регулирање на балансерот, не зборувал ниту некогаш некој го слушнал да зборува за ЕУ интеграциите, дека се блокирани поради наследениот спор со Бугарија, создаден токму од оние во чии прегратки тој сега оди. Но знаеме дека се интересирал за концесионерот за паркинзи на клиничкиот центар Ѓока, затоа што е исфрлен од игра. Живо се интересирал за господинот Артан Груби, за господинот Зоран Заев и за нивните бизниси и важни прашања за Демократската унија за интеграција. Не може некој да смета дека може да биде дел од владата, а при тоа да седи во прегратките на криминалот на СДС и ДУИ. Тоа е нашето ветување пред граѓаните. Благодарам.